Добро вечер, дневник на ТВ+. Ова се дел од содржините. Останете со нас. Новата населба Гладно поле се уште без основна инфраструктура. Бањата Старновац плаче за уредување. Откорнати дрвцата на Даште Фрид што беа засадени на денот на дрвото. Избран планинар на годината во друштвото Куманово. Во дел од местноста Гладно поле се живее како на село, без канализација, без асфалтен пат и без улично осветлување. Жителите на населбата Перо Чичо веќе не веруваат во ветувањата на локалната самоуправа дека ќе го реши повеќе деценискиот проблем и покрај најавите дека Гладно поле ќе биде меѓу првите населени места кое што ќе добие канализација. Без канализација, асфалтен пат и улично осветлување се уште живеат жителите на населбата Перо Чичо во стариот дел на местноста Гладно поле. Ветување дека ќе се реши нивниот 4-децениски проблем добиваат пред секои избори, но се останува само на кажаните зборови од надлежните, велат засегнатите кумановци кои месечно мора да издвојуваат по 1200 денари за цистерна за чистење на јамите. Како отворени од општество смо овдека. Никој да поведе ред, доаѓа пред избори. Сви обеќав, никој ништо не. Колку години живеете тука и како го решавате проблемот? Од 82-ра, секој месец цистерна плаќај да isврља воду и така. А како е кога е дождливо време со патот? Чижме гумени. Чижме гумени. Тешко и за децата, За деца па поготово за деца. Ужас. Ку свак двор може да видите вирови, значи овој летоска е многу мизерно овдена. Комарци идев по вирови, овој деца и запев, значи на дечио, значи веќином сви не знае овдена од Банево Трло, овој дел овдена што е. Што ga викав втор кош Гладно поле, дека сме стални пациенти. Во апев дете издува се рука, глава, нога, значи тоа е мизерно. Најголема хигиена е тој да се избањаш, да се испереш, да овој вода нема куде да иде. Тоа е, значи свак месец јаме, имаш, немаш, прво за тој се трза, па после за све друго. Проблеми со деца у школу кад ќе појдев, кал, колку сакаш ги чисти, оно од овдена до овдена ќе се направи кал. Тоа е. Жителите на Гладно поле, кое се наоѓа на 1 километар до центарот на Куманово, го упатија како што велат последниот апел до локалната власт за урбанизирање на местноста. Порека да поведе малку повише и после избори, не само пред избори, према електорат. Ја мислам дека треба овдена да се поведе ред, како прво на прво канал да се направи, па после све друго. Во врска со проблемот, локалната самоуправа најавува решавање на патната инфраструктура. Распишан е и во тек е постапката за Гладно поле подпорниот зад и решавање на патната инфраструктура, долго очекуван проблем, решавање проблем на поголем процент на население во стариот дел на Гладно поле. Со тоа го решаваме едно децениски проблем на тој дел. Меѓу првите населени места кои што наредниот период ќе добијат канализација ќе биде Гладно поле, најавуваат од Водовод. Ова е дел од програмата за работа на јавното претпријатие за 2016 година, според која ќе се репарира и гради канализациона мрежа во должина од 20 километри, ќе отпочне изградба на атмосферска мрежа исто така во должина од 20 километри и ќе бидат заменети околу 10.000 застарени водомери со цел намалување на загубите на вода, рече директорот Горан Стојковски на една од претходните седници на Советот на општината. Вредноста на проектите е близу 6,5 милиони евра. Финансиските средства за овие проекти ќе се обезбедат дел од ИПАРД фондовите, а дел од Европската инвестициона банка со цел да се модернизира водоснабдувањето и менаџирањето со отпадните води во градот. Бањското лекувалиште во селото Старновац, кој им е добро познато на кумановци, но и на граѓаните од останатите градови од државата, е оставено да пропаѓа. Бањата не е оградена, а местото околу двата базени е затрпано во смет, но лошите услови не им пречат на посетителите да ги користат лековитите својства на бањата. Надлежните од општината Старо Нагоричане најавуваат дека уредувањето на бањата ќе започне во април.
Бањата во кумановското село Стрновац е целосно запуштена и неуредена. Надалеку прочуениот геотермален извор од 39 степени Целзиусови е оставен да пропаѓа. Бањското лекувалиште е затрпано во расфрлани отпадоци од храна, пластични шишиња, хартија, а од расквасената земја не може да се дојде до базените. Бањата, за која постои верување дека ги лекува сите видови на ревматски заболувања и инфективните, заболувањата на периферните артериски садови, не е оградена, а просторот нема тушеви, гардеробери, тоалети, ниту пак корпи за отпадоци. Но лошите услови не ги спречуваат посетителите од сите краишта на државата да го користат овој извор за лекување. Тие сметаат дека најпосетеното место во овој регион е оставено да се распаѓа. За од половина за реуму, за тие работи. Дали ви помага ова? Помага. Јас сум задоволен довде. Многу. Години ли доаѓате овде? Да. Дали ви представува проблем? Тој не е добро, пошто во зелено да се очисти. Падне некој ти скрши ногу или руку, тој не валя. Но тоа е се. Предходните години дали беше поуреден? Мре бетер беше, шполо што беше. Сега па и па боле него пона. Сваки ден дојде. Ја седам на 500 метра туе и сваки ден дојде, и зима и лет. Да, се зборува дека доста лековита оваа вода. Доста лековита вода, за мене одлично. Помага прво за радио, па после за реуму, за кршевино, ако скршиш руку, ногу. Прошла година се реа расеч од овдека преврзаше и овдека заздравуе сви врсте болести. Доаѓаат ли многу луѓе? Летос ке доаѓат пуно. Доди од Берово една тамо, докторка била тамо и скршила ногу за 15 дена, вика фрли ги штаки. Жена од колените атроза му кажуваат, дека атроза, и они му рекле да се оперира. И никој каже да не се оперира, ќе ти поможе и нема да ти поможе. Една 5-6 години па после има да ти пуште оно. И ја му кажем, ајде да одем, јас сум бил свугде на по бањи. Али овде кога ми речеше еден, каже, ја ќе ти носам код овој вода, каже, Стрновац. Ама не може он да седеше, ноќе болови имаше, често пута има се дуваше ногите. И од овдека, значи, фала Богу, значи, има, сме биле 12 пута, сме биле сабајле во 8 сати овдека, една бања сат време, после сат време сме седеле још 3 сата до 4 сата, 2 бања сме правиле. На дан по 2. И од тој му помагнал многу. Значи има, али помалце има. Она не може да одеше, како да ти кажам, 10 минута, 15 минута болови седе. Ама фала Богу од овој вода најубави. Што сум питал пуно народ овдека, што сум видел, питам што е, каже најубава вода овој, каже има железа и сумпор има. Значи, тој помаже. Борго Соколовиќ, директорот на јавното комунално предпријатие Козијак од општина Старо Нагоричане, кој е задолжено за одржување на бањата, истакна дека при крајот на март ќе започнат со интензивно уредување на просторот, за да бањата биде подготвена за првомајските празници, кога очекуваат да има поголем број на капачи. Секоја година тоа го правиме на ист начин, значи базенот ќе се чисти, ќе се покрие со мрежа, ќе се постават контейнери, значи чистотата ќе биде на високо ниво и така ќе се има значи дежурна служба што ќе си видео надзор ќе има во бањата, значи во сите прописи и сите нишани ќе биде во се најдобар ред. Затоа ќе повикуваме нашите сограѓани тамо во почетокот на април да не посетат и така. Бањата во Стрновац се наоѓа 15 километри од Куманово по регионалниот пат за Крива Паланка. По лековитоста на водата таа се поистоветува со бањите во Врање и Бујановац. Даштев Рид остана посиромашен за дел од дрвцата кои што беа засадени во акцијата Ден на дрвото. Деновиве се украдени садници, производство на Кумановско шумско стопанство. Надлежните, иако не се запознаени со ова, сепак апелираат до граѓаните да водат сметка за зачувување на животната средина. Украдени се дел од садниците на Даштев Рид кои што беа засадени во рамките на акцијата Ден на дрвото во декември минатата година. Граѓаните кои што живеат во стамбените објекти близу градските гробишта кои што ги анкетиравме денеска, иако не знаеа за откорнувањето на дрвцата, сепак го осудуваат ваквиот потек. Не знаат зошто некој би украл садници, но се единствени во ставот дека граѓаните наместо да ја заштитуваат, тие ја загрозуваат животната средина. Треба да се одржава, да ги чуваме, да ги негуеме. Не е уред и мислам дека ако треба боле да им даде на луѓе него ли да краде.
Ипак е тоа за нас сви. Све ги гледам таму испокривени, братко, тие дрца не се ни насадени, ставени косо. Смятате дека не се добро ниту насадени? А не се насадени. Да, а сте слушнали дека дел од нив се украдени? Значи ги нема дел од нив. Не сам гледаа, не може да кажу ништо тоа. Да, добро. Иначе тоа е тоа. Да, дали некогаш сте учествувале во акција на пошумување? Не сега, во минатите минатите акцијаш пред 50 години. Кажете ми како беше тогаш? Абе, тоа е друго еш. Тоа е било време. Еве, луѓе су некако поиндиферентни према работа, да ви кажу поштено. Некако се понаша како ајде да пројде тој да се дружи више. На денот на пошумувањето промотивно на Даштеврид беа засадени чемпреси и црн бор, садници кои што ги произведува Кумановско шумско стопанство. Тогаш надлежните кажаа дека тука условите се добри, има доволно влага и најверојатно ќе успеат од 80 до 90% од засадените дрвца. Директорот Вајд Саити денеска немаше информација за украдените садници. По се изгледа дека најпрво треба да се поработи на развивањето на еколошката свест кај граѓаните, па дури потоа да се организираат акции за пошумување. Во управата за јавни приходи денеска се одржа обука за сметководители. Тие имаа можност да се запознаат со постапките и роковите за доставување на завршни сметки, даночен биланс за одоночување на добивка и даночен биланс на вкупен приход. Од УЈП ги потсетија граѓаните дека имаат обврска до 15 март годинава да поднесат годишна даночна пријава. Доставување на завршни сметки, даночен биланс за оданочување на добивка и даночен биланс на вкупен приход беа темите на кои што денеска се обучуваа неколкумина сметководители во управата за јавни приходи. Надлежните ги запознаа сметководителите и за достава на извештаи ДДИ и достава на барања за пренос на искажани загуби. Тие информираа дека обврзник на данок на добивка е секое правно лице резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејноста во земјата и во странство како и постојана деловна единица на странското лице за добивка што ја остварува во државата. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28, оваа година до 29 февруари, за годината што претходи до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма. Образецот може да се достави најдоцна до 15 март, доколку даночниот обврзник годишната сметка до Централниот регистар ја достави во електронска форма. Обврзникот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка за стечај или кај кој настанале статусни промени, образецот ДБ го доставува во рок од 60 дена од денот на отварањето на постапката, односно од денот на настанување на статусните промени. Трговските друштва, класифицирани како мали и микротрговци и правни лица резиденти на Република Македонија, се ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов да не се надминува износот од 3 милиони денари на годишно ниво. Даночниот советник нагласи дека друштвото може да пресметува и плаќа годишен данок на вкупен приход само доколку извршува стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и дејност од областа на игрите на среќа, забавните игри. Вкупниот остварен приход во годината за која се утврдува данокот, од кој било извор треба да изнесува од 3 милиони до 6 милиони денари. ДБВП, значи данокот на вкупен приход, се поднесува во рок пропишан за поднесување за годишната сметка согласно Законот за трговски друштва до даночната канцеларија на управата за јавни приходи или во електронска форма. Данокот на вкупен приход се пресметува по стапка, значи од 1%. Исто така, домашните правни и физички лица регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица и странските физички лица кои се нерезиденти со постојана деловна единица во Република Македонија, значи исплатувачи на приходот, имаат обврска при секоја исплата на приходите на странските правни лица да го задржат и да го уплатат данокот на соодветна уплатна сметка. Од управата за јавни приходи информираа дека лицата кои имаат обврска да го задржат и уплатат данокот и да го достават извештај од ДДИ, тоа може да го сторат по електронски пат најдоцна до 15 февруари наредната година. Најдоцна до 31 март во годината што следи се поднесува барање за пренесување на искажани загуби. Надлежните ги потсетија граѓаните дека имаат обврска до 15 март годинава да поднесат годишна даночна пријава.
Наставата по англиски јазик во основното училиште Христијан Карпош се изведува во уреден и технички опремен кабинет. Медијатеката е направена на иницијатива на вработените и волонтерите од Мировниот корпус. Овој проект е пример дека со ангажираност на училишниот персонал и странските волонтери може да се подобрат условите за работа во училиштата. Учениците во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од оваа учебна година часовите по англиски јазик ги изведуваат во уреден и технички опремен кабинет. Просторијата која што порано била училишна кујна денеска е современа лабораторија во која се изведуваат интерактивни часови по англиски јазик по најнова методологија. Училницата е направена на иницијатива на наставниците и волонтерот Ши Јул од САД. Реновирањето на просторот го финансираше училиштето, а опремата ја обезбеди Мировниот корпус. Се наоѓаме во просторија која што е опремена со добра волја на нашата директорка и благодарение на присуството на волонтерот од Мировен корпус, кој што веќе една година работи во нашето училиште и го продолжи неговиот престој за уште една година. Ова е наша јазична лабораторија, или така да ја наречеме мултимедијална училница. Училницата е опремена со техничка опрема и со наставни помагала кои помагаат за подинамичен и поинтерактивен пристап во изучувањето на англискиот јазик. Овде им се овозможува на учениците сами да подготвуваат презентации, посебно за културолошки прашања кои што ги изучуваме, така што нивната директна инволвираност во самиот процес на учење многу придонесува кон тоа да усвојат знаења. Професорката по англиски јазик додава дека јазичната лабораторија е корисна за сите ученици и наставници, а посебна важност има за учениците од 8 и 9 одделение кои може да обработуваат покомплексни теми со волонтерот Шејул. Пристапот е поинаков, како што напомнав претходно, динамиката е поголема. Часовите се организирани на високо ниво на интеракција заедно со учениците. Волонтерот исто така придонесува на делот часот со негова содржина, особено на моите часови. Бидејќи работам со повозрасни ученици, волонтерот многу придонесува за објаснување на прашања кои што се директно поврзани со животот во Соединетите Американски држави, во Обединетото кралство исто така и во другите подрачја каде што англискиот е мајчин јазик. Според Шејул, сите наставници и учениците се посветени на работа, а овие технолошки алатки само ќе им помогнат со современиот начин на изведување на настава, учениците да бидат подобри. Оваа просторија е подготвена да го крене стандардот на знаењето на учениците преку интерактивно обкружување. Тоа подразбира работа со игра, работа со групи. Ние сме подготвени да работиме со добра технологија. Сакаме образованието да биде за учениците на овие простори. Наставниците треба да бидат опремени со нова методологија и да ги учат новите стратегии за пренесување на знаењата и да ги вклучат децата во 21. век. Тие се обкружени со оваа технологија и со овие предмети во нивните домови, но ние сакаме да внесеме живот во предавалните. Тука сум 2 години и знам некои од овие ученици 2 години. Прекрасно е кога ги гледам како стануваат подобри во користење на јазикот, како растат и стануваат се подобри и подобри. Овие ресурси од овој проект ќе ни овозможат да напредуваме уште побрзо. Ангажирањето на вработените за остварување соработка со странски фондови и волонтерите можат само да доведат до позитивни резултати во образовниот процес, бидејќи поголемиот дел од учениците одлично го зборуваат англискиот јазик. Во Центарот за млади во општина Старо Нагоричане утре ќе биде отворена изложба на носи, украси, сувенири и фотографии. Изложбата ја организираат општината и културно-уметничкото друштво Српски вес по повод завршување на проектот преку традиционалните културни вредности на заедниците до подобар живот на граѓаните во општина Старо Нагоричане, поддржан и од Советот на Европа. Изложбата ќе биде отворена во 19 часот и ќе трае неколку дена, а понатаму се планира презентирање на изложбата во Куманово. Бобан Стефановски го доби признанието најдобар планинар за 2015 година на планинарското друштво Куманово. Друштвото секоја година ги наградува планинарите кои учествувале на најголем број акции и покажале најдобри резултати. Стефановски учествувал на 38 акции и се искачил на највисоките врвови на Балканот.
Бобан Стефановски е прогласен за планинар на годината во Планинарското друштво Куманово. Тој го доби признанието на годишното собрание на друштвото поради 40-те успеси минатата година, меѓу кои и искачувањето на највисокиот врв на Балканот Мусала со 2925 метри на планината Рила. Планинарството како спорт е една активност која што оној кој се занимава со неа всушност ужива многу позитивни добри работи. Секако најбитната работа од сето тоа е нели зачувањето на нашето здравје. Една здрава активност која што покрај тоа исто така ни дозволува и ни кажува на многу други работи. Запознаваме многу луѓе, уживаме во природните убавини, ја дознаваме природата што се вика од прва рака, значи преубава и прездрава активност за еден човек кој што буквално ќе му го смени животот. Има промени. Човекот кој ќе почне да се занимава со планинарството, првин психолошките промени доаѓаат до израз, посмирене, позадоволен од животот, гледа на животот од една друга перспектива. Исто така физички карактеристики исто така многу му се менуваат на човекот. Моја лична сатисфакција е некој врв на Алпите. Се надевам дека ќе ми се оствари тој сон сега оваа летна сезона. На дневен ред на собранието се најде и годишниот и финансискиот извештај за 2015 година и донесување на програмата за 2016 година. Председателот на Планинарското друштво Куманово, Стојанчо Стефановски, најави искачување на врвови надвор од Република Македонија. Како и секоја година, приоритетни се учество на што поголем број планинарски акции и што поголем број искачени планински врвови, високи врвови. Оваа година планираме значи да одиме на врвови изнад 2500 метри, можеби ќе отидеме на некој врв изнад 3000 метри. Имаме соработка со сите планинарски друштва од цела Македонија, имаме соработка пошироко друштво со од Бугарија и од Република Србија, а врвови кои што ќе одиме како и нормално како секоја година, меѓутоа ова година планираме да одиме на Вихрен, на Мусала, на Олимп, а можеби и на некој врв во Италија ќе одиме. Стефановски е задоволен од младите планинари кои се зачленуваат во друштвото. Ние имаме константен прилив на млади планинари, значи тоа не се во голем број, меѓутоа сите оние кои што ќе дојдат, тие остануваат како добри планинари. Од друштвото посочија дека уписот на нови членови е отворен за заинтересираните граѓани кои сакаат да се запознаат со оваа активност без разлика на возраста. Планинарењето како активност е подобна за секого, изјави од друштвото, но само оние кои ќе ја разберат неговата етика ќе може да ги доживеат задоволството што ги нуди. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно со слаб дожд. Максималната температура изнесуваше 10 степени, а минималната до 5 степени Целзиусови. Дуваше слаб југоисточен ветер. За утре се најавува слаб дожд. Дневната температура ќе достигне до 9 степени, а утринската до 6 степени Целзиусови. Ова беше последната информација. Благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.